прв тука не се согласувам со Вајс на делот што каже дека имаме доволно закони, има доволно. Тоа да, има многу пари биле инвестирани во фреймворкс, во работни рамки, фреймворк, во закони, во документи и за корупција, за ова, за она. Ако на крај тоа го кажам реторички, не го кажам затоа што не ги познавам лично луѓето. На крај ако имам јас сето ова, ама јас имам обвинител кој неговата сопруга е судија, кој неговот син е адвокат, кој неговот братучет е во Министерство за правда, тогаш да се го затвора Министерство, да одам да се занимавам со зборуваме тогаш зошто важат законите или не важат. И затоа ви кажам, другиот дел јас сметам дека има проблеми во самите закони, затоа што ако може закон да биде интерпретиран на 4-5 начини, тогаш закон има проблем. Тука не е до правникот или до адвокатот што за него стана нормала да се толкува законот на различен начин. Прво, пак, делот на законите треба да се среди. Во право е во делот на капацитет. Капацитетот оди на послабо и не може веќе тимот што беше пред 10 тимот што е сега да произведува некој закон или некој нешто што е на квалитетот што беше пред 10 години. И така натаму. И сега имаме ветинг процес што треба да се направи. Ама ние слушаме ветинг процес од опозиција што го зборуваат. И гледаме дека опозицијата тогаш нели донеле специјално јавно обвинителство кога ги завршиле во затвор. Значи, ова е многу контрадикторно. Ветинг процес не се прави така. Треба да викнеш некој што ги има работено најмалку 6 вакви реформи, за да го работи тоа. И затоа кажувам, тука не стана збор само на образованието, ќе земам некој од Јел или од Оксфорд да ми го решава проблемот. Ќе земам некој од УКИМ, ама или од некоја друга држава да кажеме помал кадар од Јел и од ова, но ќе го земам што има решавано вакви или вакви проблеми, за да може да го реши тоа што ние го имаме. И сега тука и од законот на потеклото на имотот до законот на тој делот на ветинг процес што треба да се направи, до визен систем што треба да се смени, ние држава да биде добивањето или барањето на, не кажам американска, имат различен начин, ама ќе зборувам за Шенген виза. Шенген виза, ако се јавувате во било која амбасада барате Шенген виза, ќе ви дават термин може за 10 дена, 2 недели и за 2 недели ќе добиете виза месец дена. Во Македонија јави се во било која амбасада, ќе ти дават првиот термин после 40 дена, ама термин за да одите да аплицирате. Ова треба да се работи на виза, треба. Имаме одредени 5-6 работи што барам тие ќе возможуваат и странски инвеститори да дојдат, и туристи да дојдат, и тоа. Слушнав исто на телевизија, извини, тоа последно да кажувам. Еве, промоцијата на Македонија како туристичка дестинација, како еве се одиваме сите саеми на светот и се, и ќе привлечеме ние туристи да дојдат тука, од каде ќе извадат виза. До прошлата недела една организиран криминал издава македонски визи, не знам ни дали знаат луѓето за тоа, за визите не само за Македонија, за Србија, за Албанија, за Косово, го фателе целиот организиран криминал, година дена издава фиктивни визи за луѓето за да дојдат тука. Да, не, оваа информација веројатно треба да се позанимаваме првпат, искрено. Ја слушнав. Ма вчера ја откриеле, така да не. И сега Арсовски зборуваме повторно за оно што треба да се сработи и констатирани се сите аномалии. Сметате дека имаме напредок? Ајде да ја кажеме и позитивниот аспект. Доколку според вас постои, сметате дека имаме напредок во однос на оно што се испорачува од типот на реформска агенда сами да си ги подобриме состојбите, споменавте здравство, образование, еве околу правосудството, исто така реформите неопходни беа, па во собранието повторно има, па нема консензус. Гледаме сега и опозицијата на некаков начин тера и на тие околу промени на изборен законник. Да, неколку нешто што се де факто важни за власта сега повикува мицкоски политичко обединување за луѓето, нели за вели потребно ни е единство за владата да ги гради позициите и дома и надвор. Според него СДСМ им ги урива позициите и генерално опозицијата. Во цела оваа какафонија со информации и со потези што ги влечат власта и опозицијата, колку сметате дека има возможни шанси да се овозможи реален напредок, а од друга страна да се закопаат воените секири, условно кажано, помеѓу власта и опозицијата? Мислам дека едното е врзано со другото.
ние имаме еден волшебен круг кој не оди во наша полза. Јас чувствувам од време на време, бидејќи долго време следиме сите политика, чувствуваме од време на време еден наплив на енергија во тие реформски процеси. Па сега ќе се нафатиме во реформи во правосудство, па нови закони и така натаму. Меѓутоа, секој нов циклус на таква енергија како да е послаб и послаб. Прво, реално, општа е констатацијата дека ние веќе немаме таков административен и човечки капацитет да спроведуваме такви реформи какви што ни се неопходни, брзи. И најдобрите реформи, на пример, Европската унија ги пофали реформите во јавната администрација. И тие тешко се прават. Се пробивате низ административни лабиринти, политичкиот амбиент е пофрагментиран веќе, се соочува со повеќе сопки и антагонизам еден со друг. Мислам дека како што поминува времето, тие реформи, особено овие потешките, да отворите Пандорината кутија во правосудството, ќе стануваат се потешки и потешки. И мислам дека недостатокот на политичка волја, зголемените политички тензии и така поларизација исто така има, ама ќе се случи еден канибализам на бидејќи прва жртва на таа поларизација ќе бидат реформите. Особено оние за кои се бара некаква заедничка стратегија, некаков заеднички партиски сега во пракса. Консенсус, така е. Така што јас не сум голем оптимист дека ние можеме да направиме таму суштински пробив. Но можеме да ги направиме оние работи кои се технички и лесни. Например, во правосудството, мислам дека неколку пати го повторуваме овој пример. Например, може да се спроведе процес на ревизија на спорни судски одлуки по случаен избор. Во Македонија нема потреба да се направи ревизија на повеќе од 3% на судските одлуки. Да видиме дали тие биле донесени со мерит систем и така натаму. Потоа, може по случаен избор да се провери зголемување на имот на судија. Може да се воведе систем, Акмисот велат дека е веќе застарен, но и тој никогаш не застана на нозе. Може да се воведе систем во кој предмети ќе се паѓаат кај судии по случаен избор, а не 90% од спорните предмети се паѓаат кај 9% од судиите. Потоа, може да се воведат прости технички решенија, веб камера во секоја судница. Со дедициран YouTube канал за јавноста да може да ги следи сите судења, па и медиумите, бидејќи судењата по дефиниција се јавни, освен тие што се затворени. Значи, има работи кои можеме да ги направиме. Да, комплицираните реформи кои бараат партиски консензус, подолги административни лабиринти и поголем реформски капацитет, мислам дека со текот на времето енергијата во секој бран е се помала и помала, но овие технички работи можеме да ги исправиме. Поилата. И сакам да кажам дека знаете колку најнешто што би зарадувал народот да види некој што одговараше на било што се случи или некој што одговара. Еве не мора во затвор. Еве како направи на пример Краун принц во Саудиска Арабија. Ги собере целиот кралско семејство во години што они земат, затоа што таму нели секој месец они им следува вид од плата или вид од нешто од буџетот. Кога дојде он, буџетот беше празен, ги собере сите Four Seasons, многу позната приказна. И ги седна тука и кажа, сега парите ќе ги вратите, ќе инвестирате сите тие пари во НЕОМ, тој проектот ново што они го прават. Мислам дека исто го направи може Бугарија, исто го направи Црна Гора. Тие приказни ги слушнам, не знам, не бев ни тука во Балкан кога се случува вакво, ама мислам дека народ ќе се радува ако најде еднаш некој што зема одговорност или accountability или да превзема последиците на тоа што го направи. Ние се сочуваме со долги години правиш криминалот и бегаш од него, а криминалот го фаќаат малите работи. Еве, например, со системот на АМЛ во банки, што сум напишав една колумна пред неколку дена за АМЛ систем во банките. АМЛ систем во банки, вие може секој ден да одите да носите испод одредена сума во банка во кеш, а банка нема да го забележи тоа затоа што оние работат по патерна, оние гледат патерна и ако има некој измена во патерната, тогаш тоа представува проблем. Ама вие ако ќе добиете прилив 300 евра од странство, без зошто сте го добиле, кој ви го плати и зошто. И сега се да дојдам до лекот на тоа или до тоа што сакав да го кажам и сега во делот на
ова што го зборевме ние. Има многу мали работи што може со една одлука, со еден декри министер одлука, со одлука може да се смени. Јас сметам и мислам дека сега е време остро да се реагира кон тоа. Не треба више да се прават, како се вика, да се одбере кој ќе биде и суд, кој ќе биде ова, кој ќе биде ова. Гарнитурата гледавме колку има капацитет. Како што кажа господин Петар на почеток, тој капацитет оди надоле, тие се одат у пензија, тие нови што доаѓаат, кој ќе ги обучува, од каде ќе се научат, и сега врвот на искуството кога да ги пуштат сега така наречено до Белград и до Истанбул е толку. Не виделе ништо, не знаат ништо. Како ние ќе бидеме после 5 години со судството? Затоа треба тука Не само во судството, тоа е суштинско прашање за сите сегменти во државава, господине Раби. Ама судството е највеќе што ги допара луѓе, не фер, не правдата. Тоа е највеќе што тера луѓето да заминуваат и да не се враќаат. Затоа што знае дека ако има судски спор, знае дека ќе стигне до судот после 7-8 месеци. Зошто? Па може да се дигитализира целиот процес. Исполнуваш документите, си имаш ова, оди, next step. Добро, луѓето во Македонија заменуваат и поради економската, од Македонија заменуваат поради економската состојба, споменавме образованието. Затоа поставувам прашања Па и здравствена заштита. Здравствена заштита има многу сегменти. Како споменавте и вие, впечатокот во јавноста е дека да, сега додека ние се занимаваме со тоа што треба во надворешната политика да се сработи, дома луѓето, граѓаните гледаат како да врзат крај со крај, односно секој сака да има подостоинствен живот, здравствена заштита, образование. И судството е сегмент, токму тоа, меѓутоа целокупно земено затоа нели имаме реформска агенда, секоја влада се залага кога ќе дојде на власт дека ќе работи за доброто на граѓаните, но како да стигнеме до се ова? Дали вие сметате дека има напредок или има назадување и како да ги подобриме состојбите за подобар живот на оваа држава без разлика која е на власт? Прво, сметам дека има напредок во тоа. Едно од работите го кажувам цело време. Премиерот не е задолжен да излегува секој ден или министрите да објаснуваат на целиот народ што им е стратегијата и што им е финтата со ова и со она. Ние многу се занимаваме со рекла каза повеќе отколку да се занимаваме со работа. Да оставиме ние владата да се работи тоа што они знаат да го работат како што треба. Не е задолжен да објаснува зошто јас се сретнав со ова и со она. Значи моментално градат и сега секој може да гледа тоа дека ние градиме некаква вид од мрежа на лоби или на джокерс или на пријателството во Европа со одредени држави. Ние моментално се позиционираме, сега зборам за надворешна политика, на одреден начин, за да може да ни помогне тоа во процесот на влезот во Европска унија, затоа што мислам и сметам дека пропозалот, генерално тоа на нон-пейперот што излезе и шансата на Македонија е нешто прекрасно и треба Македонија да се земи, да оди чекор напред кон тоа, затоа што смислам дека освен делот на единствениот пазар што го имаме, не дека имаме многу да кажеме други алтернативи, иако верувам дека паралелно треба да градиме и другите алтернативи со другите држави каде можеме и да генерираме и приход и бизнес партнерство. Тоа е од една страна. Од другата страна, реформите што се внатре, има работи каде може да се менуват за 5 минути, ама има други работи што не може да се променат ни 5 години. Не заборајте дека ние имаме дупка 7 години, најдобриот закон што беше донесен е продажбата на пиво после 7 вечер. Се извини така го кажувам, ама суштинско нешто што чекор напред и се особено на делот на doing business, на рангот на Македонија во отварање на фирми, затварање на фирми, издавање на дозволи за градби и така натаму, се одиме само назад. Така да има напредок, има работи, ви кажувам, што може да ги гледате ни секој ден, како може да гледаме еве Министерството за внатрешни работи со Smart City. Може тоа да се прави и во суди, да биде корт, safe court, whatever, како го викаш. Денеска полицајци се имат камери, не може така да. Има многу работи што се случуваат. А исто време другите работи им треба време затоа што навистина многу сме назад во тоа. Само се надавам дека со соодветниот кадар и со добар тим ќе можеме да продолжиме. Спомена господинот Седрак и токму тоа од политички аспект сакав да при крај да го прокоментираме, дека не има работа постојано на политичарите да излегуваат секој дневно со изјави, но тоа еве и ние го работиме и го живееме.
колку воопшто помага и кон тоа единство, ајде да кажем првично што ви го споменав, или обединување во позициите, дали во парламентот, дали надвор од парламентот, колку воопшто помага за заземање на здрави позиции во државата, меѓутоа и од аспект на функционирање и на властопозиција, постојани препукувања, граѓаните освен со живеачката се оптоварени, тоа што може да се види на социјалните мрежи, постојано ширење на омраза, нетолеранција кон различниот, а од друга страна, ако зборуваме за одење кон Европската унија и некаков пат напред за да излеземе од овој лимбо период, кој што е генерално се живее во моментов. Ако ве разбирам како што треба, прашањето е дали мора министрите секој ден баш да се надвор? Не, и дали воопшто придонесуваат, односно помагаат во тоа обединување, постојаните препукување и излегување дали лидер на власт или лидер на опозиција? Во класичната теорија на политичка комуникација, таа вели дека политичките елити треба да комуницираат со граѓаните секаде каде што е потребна промена на јавна свест, каде што јавната поддршка за тие проекти е неопходен дел во успехот на проектите. Например, немојте да фрлате ѓубре, немојте да прескокнувате жолта линија, возете појас. Секаде каде дел од реформата, немојте да возите брзо, како за Safe City. Секаде каде дел од реформата, каде поддршката на јавноста е составен дел во успешноста на таа реформа, треба министрите да бидат присутни надвор многу. Но не да се фалат со нешто што им е секако работа. Денес поделивме плата, мислам, тоа не би требало да го прават. Но, исто така, академската заедница признава дека во 21. век, особено во последно време, најскапиот политички ресурс е вниманието на јавноста. И дека сега политиката не се бори со внимание само помеѓу себе и партиите, се бори со внимание со Taylor Swift, со YouTube, со TikTok, со Instagram и така натаму, и дека за да воопшто да може да функционира, не знам дали е тоа механизам што воопшто можеме да го спречиме. Сега, има природни неколку последици на тој механизам, што се појавуваат, што политиката се одвива де факто на јавна сцена преку пресконференции. Прво, има една симплификација на политиката, за да можете јавноста да ве разбере како што треба, вие треба комплексните процеси да ги кажете у 2 реченици, и потоа станува симплифициран целиот наратив. Тоа е прво. Второ, почнуваат партиите да комуницираат една со друга, не со граѓаните. Имате пинг-понг конференции денес са Бајле СДСМ, во 8 СДСМ, во 8:20 ВМРО ДПМН, во 8:55 рече истакна, имате еден цел пинг-понг. Тоа се остава еден така поларизиран политички амбиент во кој е невозможно да се направи консенсус или пробив за било што. Да. И на крајот, тоа одзима голем дел од вниманието и енергијата на политичките елити, која инаку можеби попаметно би била потрошена во некакви проекти за реформи и за пробив. Тука морам, бидејќи ја спомна колегата и мислам дека е во право, можеби најважното нешто што може Македонија да го направи е целосна дигитализација во овој момент. Релативно сме блокирани во другите процеси кои бараат голема политичка волја, но за дигитализацијата имаме консензус. Таа допира повеќе точки. Квалитетот на испораката на услугите, едноставноста на пристапот на услугите до граѓаните. Ја елиминира корупцијата секаде каде што се одвива дигитално. Така што можеби еден од главните проекти кои можеме да ги направиме е што е можно повеќе од комуникацијата се одвива на дигитален начин. И за тоа мислам дека е еден пробив кој може да се направи, еве како еден прост брейнсторминг условно речено. Но точно е, политичките елити во денешно време политиката ја терат на јавна сцена и тоа ги спречува да се ја завршат својата работа, се разбира. Добро, за крај сакав да искористам, вие следите, имате искуство секако околу и тие надворешно политички случувања, а и тоа како во случувањата на Блискиот Исток, меѓутоа и војната генерално сега никако ни на небо ни на земја може да се каже, меѓутоа не тангира и нас од економски предизвици аспекти како и целиот свет. Какви се предвидувањата во моментов да кон што поблиску се? Види се, смеам малце затоа што нели се сочуваме по неколку пораки различни од председател Трамп. Некогаш ако каже прекинува, не продолжува, не завршува, не. Иако генерално ова пак го кажувам тоа истиот став, не сум го сменил. Ова делот е битка е за Кина, за ресурсите, за нафтата, за вакви работи.
што ја искористи Трамп, или односно што Израел ја пружеше на Трамп да биде атрактивна за него да влага во тоа, инако вечен конфликт е помеѓу Израел, помеѓу Иран. Има евреи што живеат во Иран, и Израел, да не кажам третина, ама полно со луѓето потекло од Иран, така да релацијата и битката и наративот се враќа назад на 3-4 илјади години. Ама сега моментално гледаме по излезо или по објавувањето на новата национална стратегија на национална безбедност на САД. Они се гледат сега светот кон друго. Фокусот сега на Америките, на Северната и на Јужната Америка. Кажував, тогаш ќе има некако видна битка, ама партнерство со Кина, мислам го кажав тука кај вас кога бев на емисија, каде Кина ќе има своја, да кажеме, еве баба Рога или баба Јага за да држи се под контрола преку Русија, а Америка да го има Израел да држи се под контрола во тој дел од светот преку Израел. Така да завршувањето на војна може утре да се случува. Суштинската работа е предавањето на ураниумот збогатениот што го имат иранците, што нема да го дават. Они пробуваат да влечат, да не се реши проблемот, затоа реков ке продолжува, затоа што они соберат нели пари од бродовите што поминуваат, немат друг извор да имат општета од војната, единствен овој извор, и затоа они го влечат за да може максимално да соберат по 2 милиони од секој брод. Инаку, ќе се става се во кјош, ќе се заврши, затоа што не може Иран endlessly или за секогаш да се спротивува, например, на целата американска морнарица, но на крај ќе заврши, ама не сега утре. Така да ние ќе бидеме вакво жртва на овие ups and down и со енергетиката и со другите работи, ама ние направиме тоа со себе, со политиките на социјал-демократската Европа, кога затварале нуклеарните реактори, кога ја усвоиле агендата за net zero. Добро, значи сметате дека нема дека евентуално ќе заврши, но не во поскоро време. Не, ќе продолжи уште малку. За крај, вие имате предвидувања? Аз се согласувам дека ќе се влече уште малку. Не се исцрпени ресурсите од двете страни. Во основа борбата таму се согласуваме за тоа кој ќе биде хегемон на Блискиот Исток. Иран се доближи непријатно до тоа да контролира голем дел од ресурсите, што тоа не одговараше. Мислам дека треба да очекуваме на нестабилна ситуација во долго време и мислам дека за вистинска оценка како ќе изгледа светот во наредните 5 или 10 години, треба да ги почекаме midterms во Соединетите Американски држави. Бидејќи Трамп дојде ненадејно, мислам вториот мандат, направи голема мешаница, но не се знае дали тоа ќе остане трајна определба на американската политика или ќе се смени. Ви благодарам многу за овој разговор. Фала на поканата. Вам, почитувани, ви благодарам за вниманието. Имајте убав викенд со Канал 5. Пријатно.